Александър Македонски оставил голема трага во сеќавањето на македонскиот народ. Какви легенди и преданија се зачувани во Кратовскиот регион? Вака сега, од 1982 година до денеска до 2022 имам соберано многу податоци, легенди и преданија за Александър Македонски. Имам еден интересен разговор што сум го собрал и сум го запишал од Стамен Стаменковски, што беше началник и заменик командир на полицијата за време на Југославија. И еден разговор правам обед, викам че Стамене ке те праша нешто, што си ти чул за Александър Македонски? И он вика, дете, он е отруен, навечер, за време на вечеря е отруен, отров е стаен у копито, бидејќи е влажно пренесена последната чаша на виното у копитото и после пиењето на тој вино осеќа силни болки, изнемоштеност и кажува дека на своите пријатели дека не се осеќа добро и дека е веќе падне на колена на постела. На постела каде дошол, дал е наредба сите да дојдат да каже распоредот за следното после смртта на нега, следното кога ќе биде. За тај вечер што е многу оре, многу птици, многу гаврани испапаѓале од небото. На секога ќе каже што и како. И народот пред време почнал да плаче дека царот ќе погине. И дал наредба на секој како да продолжи со храна, со рудници, со све. И дал наредба на генералот како да го пренесе телото одек се укучил, там сум се научил. На се тој е накажал. И последен пут врисак имало од конјо, пуштет го конју совата да улегне дека легална кревет Александър и со копитото го конју ударе у груди и така испуште душа. Поворката што е била за пренос, за да биде тајна, е била да се спрема, да се дотера, да се направи вистинска, да се балсамира, да се потопе у мед и телото да биде со стек на време пренесено. 12 бели коња и црн конј, 13. Црниот конј влеко колку сите 12 коња. По пут како ќе сиде, ако умре некој конј или било што, поврката се намалуе. Ние имамо и податок на место викано Плакало плачешти испред Келу село Ранковци, имаше кафанџија Мите Лабако Ранковци кафана, што беше пасиониран љубител на собирање на легенди и на преданија и он имаше податоци за царскиот пут, за поворката и он ми даде една информација дека од тој поворката имало свирачи, трубачи што најавуваат дека поворката ќе замине, а населението офармало Славишко поле, да се полето славе с миризливи цветови по телото. Значи по ковчего да се префрле. А има и друго предание дека да се направи лажен трак, убалвани дрва големи, војската место да фате десно, фатила лево на отечението на Злетовска река према селата што иде према Злетово, према Трепатанци, према Баргала, према Долни и Горни Балван. И пуштили ги у реката да биде пловна, бидејќи дошло до некоја забуна дека треба да се најдат балваните дека е телото. И кад ги луѓето нашле, преселили се да живеат у Плачковица, бидејќи и луѓето го оплакувале Александър. Ово е све легенда и предание од устни кажувања од народ. Сега колку е точно, колку е вистина, тоа е сосема нешто што треба да се проучи, да се истражи, да се види у книгите. Ја имам книга на Павлина Починкова дека телото на Александър Македонски пренесено во Македонија натопено со мед у златен ковчег. И постоја една предание дека сите ме гледат, а не ме видат. Значи, најверојатно се за да биде погреб, да е гробницата над земја. Значи, над земја. Да е гробницата, да е покриена најверојатно со природен материјал
или нанесен материјал да се сокриет трагите. Иначе постоje некои податоци дека телото се наоѓа на старите пионски гробишта, вечното почивалиште, дека гробо е на старите пионски гробишта у Македонија. Сега кај сте гробишта, на Исар Марвинци или Овче поле? Моли? На Исар Марвинци или Овче поле? Кај се тие гробишта? По сите податоци конусите водат на Овче поле. Сакам да кажам дека 1984 година имав можност да посетам село Бучиште 3 патанци, бидејќи мојата мајка е потекло од село Бучиште, Пробиште. Во селото живееше комшија на мојот дедо Ное, Крсто, еден од фамилијата Колев, од постарите и потрезвените луѓе. На разговор со дедо Крсто имам прашено дедо Крсто, ај кажи ми нешто што сте вие чуле за Александар Македонски, и он вика, деца, послушайте нешто што ќе ви кажа. Александар Македонски имал желба да ги виде своите рудници у Шлеговско место викано Киселица. Постојале два града, Доместин и Доместин. Војската вршила пренос од Асирилум, еден град бил на земја, друг бил на небо, Асирилум и Сирилум. Ама војската погрешила путо, место да отиде у Дамастин, отиде у Дамаскин. Тој се у планината на село Петрово и другата е од страната на Злетово. Кажува дека коњите погрешиле и путо и затоа настанала, бидејќи на едната страна носят жито, на другата носят руда према затопење. И века на мене, дете, војската што ќе носе товарот, што ќе го носе за лево и десно, мора да има обезбедување да не бидат нападнени. Војската си сама праве штит, дали ќе биде од кора, од сер, од дубица, дали ќе биде од метал, се зависи од војникот колку талент ќе има. Еден војник, дете, вика, треба да има мед, зрнеста храна и 3 литра вино. Багаж укупно војникот има околу 37 кила. А рудничаро што ќе работи горе у рудникот што ќе ваде, у кожна торба што ќе изваде, за еден ден треба да дојде 27 кила од златните жица или песак да собере, за да има денеска дневница. Значи, овој се информациите од Крсто Колев, село. И вишал ли сега Александар рудник? И ден денеска постојат рудниците, таму се најдени 4 тетрадрахми од професор Стеван Симич, што се чуват од златната соба у Белград. У Филиповци што има? Златниот рудник што е испирање на златната реку Повишница, која е регистрирана и во археолошката карта, значи со голем доток на вода испирање на златен песак. Значи, у златните руна нареде се на реката кожи, овчи кожи, песак што е најтешко се налепе на кожата и се стави да се отсушат и после кожите се истресе од песако и се топе вистинско оригинално македонско злато. Од овчи кожа ли? Овча, само се натолжува у овча кожа и се става после да се отсуши. Шом се истреше кожата, ставе се еден вид како на тава и брзо се стопе и се фрле еден вид на одлива од топењето на златото и после со ножици се сече монетите. Значи, овој се информации од Николчо Колев, дадени кои се собирале, значи прадедо, дедо. А Филиповци по Филип ли се вика? Постои и едно предание дека живеал некој Филип, но не е точно дефинирано дали се работи за Филип II или е за Филип V, но постои и едно село, ако кажеш куде народот, као Второ Филиповци, Филип Второ село, Второ Филип, има и такви, како каже, на горно и долно мало. У тај смисла се работи. Али што ме у археолошката карта публикуена Латишница, Повишница, Анска река, Конјско, најверојатно се работи за високо развиен златен рудник у нашиот крај. Иначе ние у село Страцин до Луда Магила имамо царски пут. И ден денеска тај царски пут кажува дека погребо што е пошол на Александар со 12 коња, а црниот е напред,
што треба да влече 12 коња, црниот сам влече толку. Постепено како иде, све е изумирање на, ако умре кон, поврката се постепено стеснуе. И неговата желба што е била на Александар Македонски да ме внесите дек сам се укучил, дек сам се научил. И ако почнеш од една страна селото Димонци, имамо ние место што се вика Ракле, дека и место Лука, дека бродовите, дека нашата река била пломна. Чекай. Ракле. Тако се вика топоним. Има Ракле и у Прилеп, меѓу Прилеп и Градско. Тоа нели доаѓа од Херакле? Може да стои, ја да кажу како што е у топоним запишено. Ние в село Ваков имамо и ден денеска постое место што се вика Лука, дека бродовите и шојките са биле према Пчиња, од Пчиња према Вардар за Белото море. На шојките биле опишени како на лъна, како кломпа, холандска кломпа, да еден човек се качи у шојката, од двете страни ставено по 4 како гајди, да шојката има баланс од вода. И ставено напред стапче со отвор да гледа према месечината, дека се плови у случај да не удари у карпа или у брег, негде да не ударе. И погребната поврка на Александар? Значи, ние у село Димонци и Пендек може да се сретне плачиште, плакало, гранчевци, дека поврката што е поминала е фрлана с цветови гранки на починатото тело. Значи, поврката што е пошла по царскиот пут, прво кидат трубачи со труби што ќе свират, наговестува дека поврката на телото иде од кој се каже од према Паланка према Славишко поле на царски пут у село Страцин, спаѓа на Гранчевци у село Пендек, од Гранчевци спаѓа доле на место викано Ракле, дека иде за село Конјух, значи останува меѓу Цоцев камен и Жолјак, и од тој се продолжува веќе путот за Свети Николе. Седу со пријател и века, добро бе, Чичо Стамен, еве, ти си од постарата генерација, сретнал си школа, литература, книги, учил си, сретнал си стари што се зборе, што е, како е. И он вика на мене ово е. На овие простори имало лавови, на овие простори. И кад пошол за на север, по шумите, многу се среќавале лавови. И каже, прочуе се глас дека ќе има ривална борба меѓу Александар и Лаво. И на војската рекол Александар, или моја глава ќе носе Лаво, или ја негова глава ќе носу. Борбата тојала од изгреј сонце до зајди сонце. И рипне му, он се заслоне на некоја карпа, Александар, и му рипне на Лаво, скрши му го врато, и војската отсече главата на Лаво, ставет го пепел од цек и го ставе како штит и како шлем на Александар Македонски да биде лавовската кожа. Се среќават и монети со лавовската кожа дека царот го е ставил царската глава од животинскиот свет. Ово е кажено од Стамен Стаменковски од село Железница. И сега сакаш да ми кажеш дека тоа Александар што е представуван со лавовско на главата, дека тај лав е од Македонија што е разапналан, така ли? На овие простори Македонија имало лавови. И кад појде он за на север да иде, каже си дека у шумите има лавови. И каже му има дека некоја крупна животина и он борбата трајала. Ама Александар се подкачи на некоја карпа и ga начека. И кад му рипне на Лаво, скрши му го врато. И тега војската му отсече главата и кожата го дерет, ставет го пепел, цек, осушет и го стае како на глава, го стае како кацик и го шлем, да му биде како заштита на Александар. И тој ќе кажал дека царот на Македонија е ставил животинска царска капана, значи дека го е победил и Лаво. У Кратовскиот регион е постојало име Марко Секулички, Марко Каврачки,
имиња што постои. Ама за време комунизмот името е едноставно избришено да постое македонско име Марко и затоа не составани имиња Македон, Аристофан, Аристотел, не составани намерно со цел за време на Филип на комунизам. Ние у нашиот крај после освободувањето пред 30 години почнамо да ставамо и се станамо македонско популарно име да има Марко. Ние укратко кажеме имамо 4-5 деца со име Марко. Значи браќани. И ако земемо на Кратово, Горно Кратово, имамо ние Маркова ступка, што е на река Табачка. Ако кажеше да, например, дека на Марковите пештери на Викано, тоа е негов отскок бил за да рипне. Маркова куќица у село Трновац, Маркова куќа у село Конјух. Значи има топоними, легенди и преданија што се многу посветени на крали Марко. А Цанко Александар, имињето? У нашиот крај Александар Апостолов, професор Злетово, е ставен со второ име Ацо. Намерно за време на тој период не се ставани Александар и Филип, само да се избрише трагата од македонштината. Ако е името ставено Александар, ќе го стават Аце, Ацо, Саше, Санко, Санде. Иако се фамилијата има на извод Александар, а детето го викат Аце. Еве, ја ќе кажа еден пример, ние имамо Александар, а ние си го викамо Аце Дејанов. Значи имамо Ацо Шлегово, Ацо Утката. А тај дедо Санде, што ти кажувал за Александар Македонски? Дедо Санде ми кажа дека војската требало да иде на север. И војската побунила не ќела да иде према да војуе, видела у селото дека има многу трнинки, дека почва да одговара и рекле близко смо до Солун на 3 дена пешки, ќе се останемо, ќе обработуваме земја, ќе сушимо трнинки, ќе продаваме на пазарот. Бидејќи биле со смодри глави и ден денес у селото има мало трнова што се вика Модроглавци. Големата топилница за Римската империја е било на место викано Чекалиште, на место викано Жгури денеска, кое ќе кажам дека луѓето се донасале руда од околните Гризилевци, Кондино, руда, а топилницата е била на Жгури, во која се уште може да се види. Така францускиот геолог Аме Буе дава еден податок дека патот од Кратово до Пробиштип 1836 е публикувано и во Австрија, и во Германија, и во книгите, ставено дека патот се асфалтира со злато, бидејќи тоа е жгура недоволно преработена. Бидејќи он дава соодветни инструкции да се леарницата пренесе во Злетово дека ќе има вода. Значи, тој се и препоруки. Кога ги има видено францускиот геолог 1836 година кратовското рударство, веќе забележува дека работе со недоволно преработувачки капацитет, дека има превеќе жгура, повеќе нема одвојување на металите, бидејќи работе со загуба. Значи некој дел од металургија околу ливците фале. Јас имам и една прекрасна слика од место Саравка, дека се биле топилниците за печката која е правена од германскиот или поточно речено саксонац Јоханес Ханс, кој е бил главен рудар, металург за овие простови за развој на топењето на рударство. Регистрирани се пералиште село Шлегово, дека се пере рудата. Имамо регистрирано на Кратово, Горно Кратово, околу 20 места дека има топење. Имамо на место викано Плавица, дека рудата е топена, остатоци на жгура. Имаме податоци кои се најдени на околината и Шопско рудар има вадено, има руда вадено и место Царева чешма. Значи, овој Кратовско-Злетовски регион е со изобилство. И уште нешто да кажам, бидејќи сега Кратово као територијална
поделба овдека ние спаѓаме, но Плешанци Кратово граничи со Свети Николе, бидејќи на местото чекалиште од 7 села се чекат вештите рудари. Плешанци, Барбарево, Приковци, Шлегово, Кратово, бидејќи процесот на топилницата во Жгури работе на 24 часа. Еден податок кој тоа е пишено, кога од страна на Евлија Челебија, кога ги прашал каде се мајките на бебињата, бабата кажала дека неја се го викаме Црнивра, понапред се викала Беливра. Зашто бебињата плачат? И она кажала дека бебињата, мајките собират дрва за да донесет да топят руда на Жгури. И он кажале, па тоа е вика Беливра. Вие може колку што сакате да кажете. Но тоа јас сум слепа, за мене е Црнивра. И денеска се вика Црнивра. Бидејќи бабата ги на 77 бебиња ги улала у вид на еден чамец удојран, како едно корито со лулка, што бебињата. И на прашање, како бабата ги познава, како го прашале како ги познават бебињата, мајките, по својот плач. Ви кажам, у Кратовскиот регион се срекјават шлези, саксонци, гагалузи, бараби, значи Барбарево, бараби, тие се све у тај област кои се вешти рудари. За еден рудар треба да има млеко, треба да има месо, треба да работи физички. 27 кила денеска треба да изваде руда. Тој треба да се стопе, да се претопе. Ние само знаеме дека Кратовското олово е покриени црквите во Истанбул со каравани. Оловото е пренесено за Кратово, Кюстендил, Софија, Истанбул. Кратовското олово, бидејќи кај нас и така е формирана и берзата на благородните метали, бидејќи нашиот крај Близанци и Луково содрже 9 јами со висок квалитет на олово, 92, 93, галинити, пирити, сирити, имају изобилство, но тоа треба да си го кажи научниот дел, геолози, рудари, кои се добрите познавачи, што треба да каже колку има. Например, Осоговскиот регион е со висок квалитет на благородни, бидејќи дека Кратовската Злетовска област изобилува. Македонија има 9 златоносни реки, Латишница е Горно Кратово, Крива река, тоа се публикува на страна на геолозите и на рударите кои сакни, Македонија ги знае. Јанска река е, ние сме една од поспецифичните вака во Македонија на се вкупно на 20 километра, да имамо ние 3 имиња на река. Еве, прашите ги луѓето од извора на горе на Кнежево до над Злетово, кога ќе прашаш дека е била, старите се викале на Златна река. Од над Злетово до Трипатанци се вика Злетовска река. Од Трипатанци до влегувањето Брегалница, местното население го знае на Голема река. Ово е жива истина, веродостојни, што се снимани податоци, дека имаш башче на Голема река. Спадни у Злетово, дек се бањат младоженците за водојање, у Злетовска река. Појди нагоре водениците, волавниците дека са на Златна река. Дека има волавници, дека има воденици, дека са најдени и овчи кожи за златните руна, само за жал една генерација не чита, една генерација нема долно сеса да пишуе, песак кој што падне у волавниците, водениците, тој се вика гланц песак или злато, со триење, за жал. Ја имам пријател у Источна Германија, ќе го покажу линку како луѓето живеат, што може секој посетител за време на викенд да отиде да се прошета. Бидејќи сам имал можност од 1983 година до 2009 година, имал сам можност да направам и да соберу повеќе информации. Ја имам 170 со допуна, околу претежно сам собирал податоци што сега личност на Јале Зафир. Зафир е бил роден од местното население што ми дава у прво бугарско, починено второ бугарско. Тоа е 40 и трета. Да, јас сам претежно Тоде Петрушевски ми дал највеќе информации, бидејќи Страхил ми дал информации со нега, и Светозар Радојчич и луѓе кои се дали информации кои ги давал он. Сега јас ќе кажам нешто.
Тоде Петрушевски ми вика дека он е црномањес, висок човек, побожен човек, дека 600 пчели е чувал у манастир Светилија Петикладенци и дека за нега се што е кажал е све бил. Он е кажувал, деца, за мене дано е ноќ, ноќ е дан, ја ноќеска игла може да удено. Он е кажал дека жица преку небо ќе се небо расцепе, дека земја ќе се расцепе, што е видлива со око. Дал е информација дека денес ќе легнеш под нож, вечер ќе сидеш за медицината. Дал е едно чисти податоци за русокосо момче високо, дека ќе изваде човечко срце у лиген, ќе го сашие со самрџиска игла. Значи, он не е имал тие можности, тој дека е кажено на Ѓурѓовдан, дека ќе идеш у пазар, врата ќе ти се отварат, дека бездушни орли ќе летат за град, давал информации за некои како овие времиња што ќе идат, дека народ ќе биде жигосан, дека народ ќе биде истетовиран, дека ќе дете бебешки плач ќе си забраве, дека народ со куче ќе спие, со маче ќе спие, посвети ќе дава внимание. Дадено све тој утакви како што за времето, денешното време што иде. Дека има Бога, вода ќе има два Бога, ќе имамо дека топлини ќе има, водата ќе биде, мед у лажичка ќе се продава, млеко ќе се продава у лажичка, самата што има пари може да го купе. Меѓутоа, овие се се информации што сам ги јас собирал со име со презиме. Дека народ ќе се враќа у село, ќе се моле за својата клака, дека и ние правиме една репортажа со Оливера Берчија и со свештеникот од Шопско рудари. Ова се информации соберени од се. Нема рекла како е кажал, како е запишено. Кажал дека железни кола ќе летат пругата. Тоа е у непоследна близина, бидејќи он е откривачи на ротондата у село Конјух, бидејќи он е поканен на вечера, бидејќи он викат, зашто вие мене викате кога сам ја бил за вас басмар? Басмите. Значи, он е кажал, он не е сакал да отиде, што се го поканили на вечера. Он е кажал, мое име нема да пропадне. Има кој да каже за мене, има кој да каже за црква Свети Јованска. И ќе дојден книги ќе се пишат за него и дојде еден. Он е кажал дека у Цоцев камен има македоншти, нали, не, како да каже, у нешто да и тоа е негово видување, он што е видел. Значи, он е на Тодета Петрушевски е кажал дека вика ти ке летоска ќе ладуеш, зиморска ќе земуеш и точно Тодете кој зема пензија без државна работа. Страхил мандрџијата рекол бе да Зафир, ај кажи за мене, јас ќе му рекол дека ти ќе дојдеш Страхиле, ќе дојде ден ќе се бањеш у млеко. Ќе дојде ден ќе имаш многу деца, ќе бидеш богат с деца. Еве, жив е 101, живи са Бошко, добри мандрџи, добри са ситуирани и он вика, ја после се стекна времето ми каже дека у млеко ќе се бањам ќе бидам мандрџија. Значи еве, јас сам ги тој снимал, што може да го знам, јас сам имал можност да ги прашам претежно, јас сам ишол претежно на тие луѓе што се биле познавачи, што се биле Илија, што беше од Ангеловци и у разговор седит и ја му вика од Страцинка ќе лете железна кола и како иде авиона со млазо, он кој му покажува на Илија од Ангеловци. Значи јас сам такви податоци собрал и кога ги преземеш да ги видиш у денешното време, да ти каже некој дека хирушки захват ќе ти направат од сабале, у болница час ќе сидиш дома, тоа е било несватливо. И да завршиме со тоа, како беше, туј сам се укучил? Разговор, седет и сега, нели, пошто е на масата, Белград, нели, тој време, археолози, учим, свет, доваѓат, асистенти, студенти, и еден му вика, ајде до Зафери да те водимо с нас, у Белград ќе се снајдеш, ние ќе ти помогнеме. И он вика, не деца, тој сам се укучил, тој сам се научил. Дека преносо на телото, од дека телото треба да се пренесе до амането што е оставен до родното место на Александар Македонски, дека са 12 коња
бели, а црни 13. Колку влече 12 бели, сам црниот толку влече како сите 12. Ја имам видено една книга од Делчева библиотека, кај Упрови Штипка, еден мој пријател Мирче, како е тој сликовито уметник направил со Букефал, со коњу, како да е учесник бил на видувањето на сцената. И што кажуваат кратовци, дека поминало тоа? Ние може да видиме дека ние имамо Царски пут у село Страцин, имамо Гранчевци село Пендак, имамо на Збегови доле на Крива река. Зошто Гранчевци? Како Гранчевци е поврзано со ово? Види сега, преносо на телото, на поврката што иде, луѓето се фрлале на покојниот Цветови Гранки. Значи, не сам Власте Путаро, Александар, што са Бранко од Пендак. Тој се се били мои пријатели што се ми давале такви податоци, соноси, значи, што биле. А само да нешто да кажем још. Поголем дел од кратовото население за време на комунизмот, имења ако се стави на дете Александар или Филип, се смене у Санко, Саше, Аце, Ацо, само да не го носе името Александар. Имате и село Филиповци, така? Да. Дали е тоа поврзано со Филип Македонски? Дали сега се работи за Филип Пети или дали се работи за Филип, има легенда дека од Марал имаше Ангел Кај од Каевци, кажуваше дека на тие белите брегови доле имало златни рудници на белата земја, дека имало испирање на злато, бидејќи дошол Филип да го посете најбогатиот рудник у тој време, а сега подетални информации само кажа дека е Филип, а дали се работи за Филип II или се работи. Али уште нешто, ќе го отворите филмот на YouTube Караван, ќе видите дека у Кратово се најдени 4 тетрдахми за времето на Александар Македонски, уместо викано дека е сега Тасева кафана у центру на градот, откриени се од професор Стеван Симич, парите се чуваат во златната соба во Белград. Имаме еден друг податок, многу интересен, бидејќи и Павлина Починкова пишува дека повеќе лажни саркофази са носени, донасани, пренасени, но војската од место викано горе Девебир, дека се друже, тој се преко Псача, како место раскрсје, како место испраќај, како плачиште, плакало, такви места што се топонимски, дека војската погрешила некој пут и војската фатила по некој пут што иде на срто према не од страната на Крива река, него од страната на Брегалница, значи тоа е према Злетово, и бидејќи таму се наоѓаат пренос на некое тело да се у два балвани, да у едниот има тело, да у другиот нема тело, да едниот е малец, да едниот е голем, како да ga е водата залисала. И таму ние денеска имаме топоними што се се уште живи, горни и долни балван, бидејќи населението тражило некои балвани, што балваните имало некое балсамирано тело. Но и Павлинка почино, оне од Кюстиндил пишува дека, ја го има книгата, може да го видите, дека преносот на Александар Македонски, дека телото е полиено со мед да не се распадне. Ова е извадок од литература.